Добро вечер за Центар. Денеска сме овде во општина Центар во Скопје. Разговараме со центарци за денешното секојдневие во Македонија, за проблемите кои што се дел од нашиот живот. Доколку има и убави работи, сакам истите тие убави работи да ги дознаеме, нормално се разгледа, доколку има такви, доколку нема такви убави работи, тогаш би сакам да разборуваме и за проблемите, бидејќи преку проблемите и ние учиме, и вие учите од нас, ние од вас. Тие проблеми практично треба да бидат дел од нашата предизборна програма, а ние како политичка партија, како ВМРО-ДПМН, како предводници практично на опозицијата и на коалицијата за обнова на Македонија да понудиме соодветни решенија кои што ќе бидат решенија за тие проблеми кои што се дел од секојдневието на нашите сограѓани. Веќе трети месец сме ширум Македонија, почнувајќи таму некаде од крајот на месец септември, разговараме со нашите сограѓани, започнавме од Битола, поминавме илјадници километри, поминавме десетици градови, поминавме стотици села, разговаравме со илјадници наши сограѓани, добивме повеќе од 30.000 писма, препораки, совети, проблеми, барања за решенија. И навистина од оваа призма денеска, кога би судел за тоа како започнавме и од каде започнавме, можам да кажам дека навистина оваа акција разговори за обнова на Македонија, која што ја започнавме таму некаде крајот на месец септември, вроди со плод и донесе резултати. Практично го дознавме сето она кое што, да бидам искрен, во најголема мерка и го знаевме, но дознавме и многу нови работи кои што треба во периодот кој што следува да понудиме решенија како политичка партија која што ја предводи најголемата коалиција во Македонија, тоа е коалицијата за обнова на Македонија, но она што е поважно, тоа ќе биде победничка коалиција која што ќе формира идната влада на Македонија после изборите во април 2020 година. Често велат само критикувате, не нудите решенија. Често велат дека знаеме дека не ја бидува оваа влада, не го бидува Зоран Заев, не ги бидува овие малкумина кои што остана околу Зоран Заев, но да видиме што е тоа што вие како ВМРО-ДПМН и како коалиција за обнова на Македонија ќе го понудите пред граѓаните. Мојот одговор е секогаш стрпете се, многу скоро ќе дојде нашата програма, бидејќи се уште траат разговорите со граѓаните, се уште трае нашата активност наречена разговори за обнова на Македонија, која што ќе заврши некаде таму средината на декември месец, така што многу скоро од сега ќе имаме деталната политичка понуда која што ВМРО-ДПМН ќе ја понуди пред граѓаните. Таа политичка понуда нема да биде тоа што денеска Зоран Заев го нуди, а тоа е понуда која што ќе содржи само празна реторика, ветувања за се и се што практично. Тоа ќе биде понуда која што ќе содржи во себе стратегија и визија како Македонија ќе изгледа од сега за 10 години, па за уште 10 години. Тоа е програма која што практично ние како ВМРО-ДПМН ќе ја понудиме на граѓаните, а со тоа ќе понудиме и иднина, предвидлива иднина за нашите сограѓани. Нема да се расфрламе со буџетот како што тоа го прави Зоран Заев, нема да имаме ветувања, уште само бесмртно што нема ветено, буквално се друго има ветено, туку ќе понудиме нешто кое што ќе биде надвор од секојдневието за овие наши балкански услови, ќе биде нешто револуционерно, нешто кое што за прв пат ќе биде понудено во Македонија, а ќе се содржи во следната програма за обнова на Македонија. Но суштината ќе биде содржана во два дела, и тоа првиот дел ќе биде владење на правото и безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата и нулта толеранција за корупцијата, а вториот дел ќе биде практично делот кој што ние го насловивме
Digi Македонија или дигитализирана Македонија, држава која што ќе биде практично единствениот таков пример на Балканот. Целосно дигитализирана држава на Балканот. Тоа се двете суштински работи кои што ќе ги понудиме на следните предвремени парламентарни избори. Зошто токму овие две работи кои што можеби вака делуваат помалку невообичаено за една изборна кампања, затоа што ова се основните два столба врз основа на кои се гради едноправна држава, едноправно општество во кое што ќе се развива во вистинска траекторија. Бидејќи вие ако имате гарантирање на владењето на правото, ако имате нулта толеранција на корупцијата, истовремено имате целосна дигитализација и практично отчетност во процесите, без разлика дали тоа станува збор за локалната, дали станува збор тоа за централната власт, тогаш ќе имате инвеститори кои што ќе дојдат, ќе имате повеќе пари во економијата, ќе имате повеќе пари во буџетот кои што ќе се акумулираат, а со повеќе пари во буџетот вие ќе имате поголема можност за инвестиција во образованието, поголема можност за инвестиција во здравството, ќе имате повеќе можност за инвестиција и во земјоделието, поддршка за пензионерите, поддршка за младите да почнат некој стартап, да отпочнат некој грасрут бизнис во Македонија, ќе имате повеќе пари за екологијата, ќе имате повеќе пари за јакнење на патриотскиот дух, ќе имате повеќе пари за јакнење на третиот столб, а тоа е македонизмот, враќање на македонизмот во Македонија. Тоа се основните два столба на кои што ќе го предодадеме и третиот, а тоа е промоција и враќање на македонизмот назад во Македонија. Се тоа кое што досега го нема. Се сеќавам на изборите во 2016 година, предвремените парламентарни избори во 2016 година, кога ветуваа правда, па велеа ќе немало правда, немало мир и така натаму, а денеска практично сме сведоци на една од најголемите коруптивни афери во поновата историја во Македонија, тоа е аферата која што јавноста ја нарече Кеш. Гледате како едно цело обвинителство, почнувајќи од првиот па до последниот, практично од првиот ден па се до ден денеска бил мал корумпиран вилајет на Зора Заев со ваши пари, со пари на граѓаните. Гледате како кога народот практично има леп и сол, кога неправда владее на улиците, кога луѓе се затвараат, се уценуваат и притискаат како резултат на политички прогон, вие гледате како оние заштитници на ликот и делото на Зоран Заев инсталирани во институцијата специјално јавно обвинителство бесрамно ги крчмат парите на граѓаните. И потоа ќе немало правда и ќе немало мир. Како да има правда, како да има мир, кога вие имате обвинители кои што месечно си делеле повеќе од 5000 евра. Вие имате обвинител, специјален јавен обвинител кој што треба да биде символ за правдата, кој што треба да биде борец за правдата и практично сето она кое што го велеа во минатото, а тоа е дека постоела неправда, дека тие ќе донеселе правдината, и си исплатила самата на себе си хонорари во вредност од 150.000 евра. Ни помалку, ни повеќе. Точно 153.000 евра си исплатила хонорари надвор од платата која што не е, морам да признаам, ни малку скромна, ни малку мала, туку напротив е исклучително висока споредена со условите во кои што живее денеска просечниот граѓанин во Македонија. Имате обвинители кои што наместо да се борат за правдата, си делеле хонорари месечни по основ на тајност од 10.000 евра. Па вториот на листата ќе го видите со 123.000 евра, третиот на листата ќе го видите со 118.000 евра и се така до последниот кој што земал скромни 76.000 евра. Додека народот гладува, додека народот мака мачи како да скрати од први до први, додека младите ни се иселуваат, додека луѓето заедно со нивните семејства ги полнат куферите и ја напуштаат трајно Македонија. Додека тоа се случува,
преку телото кое што денеска представува символ за корупцијата, тоа е специјалното јавно обвинителство. Зоран Заев ги трошил вашите пари. СДСМ и владата ги трошиле парите на граѓаните. Од институцијата која што требаше да биде символ, денеска се претвори во институција која што е најголемиот срам на македонското општество. И затоа ние денеска наместо да зборуваме за успеси, наместо да зборуваме за правда, наместо да зборуваме за правдина, наместо да зборуваме за почитување на законите и функционален систем, ние денеска зборуваме за аферата Кеш. Аферата Кеш која што не смее да биде заборавена, ниту да биде одмината. Аферата Кеш која што денеска ни е главна вест на медиумите во Македонија. Наместо ние да зборуваме која афера криминална е разрешена, ние денеска зборуваме во колкав криминал се заглавени тие кои што треба да разрешуваат криминални афери. И сето тоа силно спонзорирано и сето тоа силно поддржано Зоран Заев. Се сеќавате кога преговаравме за законот за јавното обвинителство, кога Зоран Заев велеше дека стои целосно позади интегритетот и кредибилитетот на Катица Јанева и дека Катица Јанева е неговата црвена линија. Затоа денеска секој треба да ја погледа сликата на Катица Јанева со качулката на глава. Тоа е сликата на сите оние слуги кои што денеска му слугуваат на Зоран Заев. Таа слика ги чека. Зоран Заев на крајот, за да се спаси себе си и малкумината околу него обожаватели, е подготвен сите нив, сите слуги од прв до последен да ги наметне во една таква качулка, и тоа треба да биде примерот кој што не треба да го следат. Имаме време. 12 април е за неколку месеци од сега. Немојте и вие да продолжите да му слугувате на Зоран Заев, затоа што крајот е таков како што го имаше Катица Јанева, со качулката на глава и со лисиците на раце. Затоа што нема друга алтернатива. Предложивме на преговорите во изборниот законник една нова измена која што ќе биде согласно европската пракса, измена која што ќе воспостави нови принципи на политичката сцена во Македонија. Ајде да воведеме институт кој што ќе го наречеме носител на мандат или кандидат за носител на мандат. Имаме парламентарни избори, имаме изборни единици, имаме носители на тие изборни единици. Ајде да видиме кој ќе биде кандидат за носител на мандат. Или, како што тоа е пракса во Европа, како што тоа беше пракса на веќе завршените избори за Европскиот парламент, кој што ние го нарекувавме шпицен кандидат. Или кандидат за носител на мандат. Тој што ќе победи има право да ја формира владата, составот и да ја води Македонија во следните 4 години. Тој што ќе изгуби, да не се крие позади пратеничкиот мандат. Да не се крие позади пратеничкиот мандат. Туку веднаш да ја напушти политиката и да се соочи со одговорноста на сопствениот пораз. Тоа е она што вчера го предложивме јавно, тоа е она што денеска исто така за време на преговорите го предложивме. Ајде да видиме кој е кандидат за носител на мандат за формирање нивната влада на Македонија. Кандидатот, политиката негова спроти кандидатот и неговата политика. Тој што ќе победи е идниот премиер, а тој што ќе загуби заминува во политичка историја и треба да се соочи со одговорноста на сопствените политики, без разлика дали тоа биле опозициони политики или дали тоа биле владини политики. Да не се криеме позади пратеничкиот мандат и позади пратеничкиот имунитет. Да излеземе очи во очи, гради во гради со граѓаните, да понудиме тоа што имаме да понудиме и да се соочиме со резултатот пред граѓаните. Да не се криеме во парламентот. Третиот стол, многу значаен кој што го споменав, тоа е столот за македонизмот. Бидејќи ние денеска, трета година поред, имаме
Opštestvo koje što je poniženo, država koja što je omalovažena, so podvedena kičma, kako što veleše togaš jedan opozicioner, дека trebalo da ja svitkame kičmata. Država koja što je opustošena, kriminal, korupcija, nepravda, nesreći, raseluvanje. Не ги видов собствениците, но ние пчели кои што ги редаа пред владата да дојдат да ги облечат. Напротив, ви гледам уште повеќе такви пчели пред владата. Илјадници наши сограѓани ја напуштаат Македонија. Како никогаш досега. 2018 година е рекордна година кога нашите сограѓани ја напуштиле Македонија заедно со собствените семејства. Повеќе од 33.000 се трајно одселени. Рекордно како никогаш досега. Државата ни е засрамена. Затоа е потребно како никогаш порано да го вратиме македонизмот назад во Македонија. Македонизмот и во економијата, македонизмот и во културата, македонизмот и во земјоделието и во секојдневниот живот, затоа што ние сме горди македонци кои што говорат македонски јазик и се од Македонија. Само така можеме да одиме напред ако знаеме кои сме и што сме и зашто сме. Но не македонизмот како ексклузивно право само на македонската нација. Затоа што ние тука сме се родиле сите, без разлика на различната вера, без разлика на различната етничка припадност. Сите сме се родиле во Македонија. Тука сме се образувале, тука сме ги поминале нашите животи. Тука сме се радувале, тука сме тагувале и предпоставувам најголемиот дел од нас тука и ќе ги завршиме нашите животи. Единственото нешто што денеска секој од нас и го должи на Македонија е да си го постави прашањето што можеме ние да направиме за незе, а не што може таа да направи за нас. Тоа е македонизмот кој што ние го промовираме и кој што ние ќе продолжиме да го промовираме. Да ја направиме Македонија горда како за промена. Доста ја понижува, доста ја плячка и доста ја омаловажува. Кога беа опозиција, се сеќавате недалеку од тука, на едно место, сочувствува со еден трагичен настан на еден прерано згаснат млад човечки живот, коленичија во домовите на неговите родители. Ја злоупотребуваат тагата, маката на луѓето. Ветува дека само што не доште на власт, веднаш вистината ќе излезела на виделина, знае они што била вистината и каква била вистината. Се случи уште еден трагичен настан, исто така коленичеше и таму пред родителите, ги лажеше дека он знаел што се случило на Смилковско, дека тоа не било така како што им го кажувале на родителите. Ја злоупотребуваше маката, ја злоупотребуваше човечката судбина само за да дојде до таа пуста фотелја и таа пуста власт. Само за да може себе си да се амнестира од злоделата што ги правеше како градоначалник, за да може да интервенира во законот за јавни набавки, да може тендерите во 4 очи да врват. Ги злоупотребуваше човечките судбини. Ветуваше дека тој го знаел одговорот. А денеска трета година е премиер. Единствената работа која што е поврзана со овие случаи е што сторителите на тие грозоморни настани денеска се на слобода и пребегани се од Македонија. Таква Македонија ние не признаваме и за тоа мора да има одговорност, а после победата на 12 април 2020-та јас ви ветувам правдина и одговорност. Одговорност без разлика. Одговорност без разлика на политичката припадност, без разлика на етничката припадност. Одговорност без разлика дали сте политички определени или политички неопределени. Секој оној кој што се огрешил пред законите, дали бил ВМРО, дали бил СДСМ, дали бил ДУИ, Алијанса или било која друга политичка партија, ќе одговара. Секој оној кој што се огрешил пред законите и осрамотил пред граѓаните ќе одговара. Дали бил близко до мене или подалеку, дали некогаш бил во ВМРО или не бил, дали некогаш бил во СДСМ или не бил.
Секој оној кој што се огрешил пред законите и осрамотил пред граѓаните ќе одговара. Мора да започнеме да го ресетираме општеството. Мора да почнеме со принципот нула толеранција за корупцијата и решение за неправдата, безусловна правда и правлина. Плакаат и курири, плакаат и галази, кои што велат ајде да се пазариме, да видиме како да се договориме. Пораката која што секаде во Македонија им ја испратам, ќе испратам и одовде од центарот на мојот град, на градот убав, на Скопје, од преубавиот центар. Образот нема цена. Образот нема цена која што вие со вашите рекетирани жолтици можете да ја купите. Има да одговарате од прв до последен за сето она што му го направивте на македонскиот народ и на граѓаните на Македонија. Не ги праќате попусто куририте да се срамуваат и да коленичат. Одговорот е дека мора една за секогаш на политичките измамници, на криминалците и арамиите во политиката да им ставиме крај. Или си политичар, патриот, родолюб кој што работи и е слуга на граѓаните, или ќе се занимаваш со бизнис и ќе бидеш бизнисмен. Две работи од денешка не може. Не може и политика која што ќе злоупотребуваш за да водиш бизнис. Или ќе бидеш слуга на граѓаните, или ќе си тераш тоа што си наумил, а тоа е бизнисот. Затоа ви порачувам, немојте да ги мачите луѓето да доаѓаат да се црвенеат, да страмат и да тонат, да пропаѓаат во земја. Милост нема да има кон ниту еден што се огрешил пред законите и што се осрамотил пред граѓаните. Мора да има безусловна правда за сите и за секогаш во Македонија. Тоа ќе биде нашето мото на следните предвремени парламентарни избори. Ветува воздух чист ќе почнал да дише, алпски воздух, веднаш штом ќе дошле тие на власт, веднаш, истиот ден, штом ќе дошле тие на власт до 2016-та, ќе го видите оној нивен министер за администрација како држи пресконференција и вели веднаш после изборите доаѓа живот во Македонија, ја формира владата СДСМ и почнува алпски воздух да дува и веднаш почнува се да биде поинаку. Што се случува денеска? Денеска, трета година поред, градовите во Македонија бележат рекорди. На светската скала. Никогаш Македонија не била позагадена. Никогаш Македонија не била поунисана од тоа што е денеска. Без разлика дали е Скопски центар, аеродром, дали станува збор за Тетово, дали станува збор за Битола, Струмица, без разлика дали станува збор за Велес. Денеска нашите генерации и граѓаните во Македонија дишат воздух кој што животот полека им го зема. А веруваа дека само што не победил Зоран Заев и СДСМ и веднаш ќе почнал да дува свеж алпски воздух, ќе го немало веќе загадување. Тоа не се прави така. Не се прави ни со онаа ситна провизија која што некој сега треба да ја земе затоа што ќе увезе 10.000 инвертор клима уред. Не се прави тоа така. Треба да се има јасна стратегија, треба да се има визија и треба да се има програма. Ние, нашата мерка, која што ја предвидовме и во енергетиката, и во енергетската ефикасност, но истовремено поврзана со подобрување на квалитетот во животната средина, е дел од нашата програма. И ќе ветиме дека во период од 5 години нема да донесеме чист алпски воздух. Тоа е невозможно. Не постои такво нешто. Нешто што со години се растурало, за 5 години не можете да го решите. Но можеме да ветиме
и да гарантираме дека најмалку за двојно ќе намалиме загаденоста и емисијата на штетни честички во атмосферата, без при тоа да трпи економијата и стандардот на граѓаните. Сето тоа ќе биде содржано во новата програма за обнова на Македонија. Методологија, принцип и начин како тоа да го направиме. Поврзано енергетски, еколошки и амбиентално кога станува збор за воздух. Ќе се грижиме за младите. Предвидовме даночно олеснување за сите млади до 29 години кои што имаат годишно нето примање не поголемо од 6.000 евра, од 360.000 денари. Ослободување од данок за сите млади до 29 години, персонален данок на доход. Но не да остане тоа кај газдите, не тоа да остане кај стопанствениците, туку тоа е предвидено со механизам да им се врати на младите. Наместо секој млад да има плата од 500 евра месечно просек или 30.000 денари, со механизмот кој што го предвидовме, секој месец ќе има 33.000 денари и на начин на кој што нема да биде загрозена стратегијата во економијата и стратешкото позиционирање на стопанството во Македонија. И нема да биде на товар на сите граѓани од буџетот, туку затоа што ќе имаме реален раст во економијата. Таа мерка ја предвидовме и ќе биде дел од новата програма за обнова на Македонија, исто како што ќе биде и мерката за подобрување на амбиентот и амбиенталниот воздух во сите градови во Македонија. Ние нема да градиме клинички центар од половина милиарда евра. Ние нема да се занимаваме со однапред доделени тендери во здравството, како што беше оној, се сеќавате, жути 54.Yahoo. Нема да доделуваме такви тендери. Сето ќе биде испланирано со однапред дефинирана процедура. Затоа што со половина милиарда можеме да изградиме 12 клинички центри во Македонија. И сите да бидат функционални и да дадат европска услуга за здравството во Македонија. Провизии нема да има на грбот на граѓаните, а секој што ќе согреши ќе си плати пред законите. И затоа денеска ги предупредувам сите оние што се во таа тендерска комисија да внимаваат што подпишуваат до 3 јануари. Затоа што после 12 април, лето господово 2020-та, следи одговорност за тоа што денеска ќе го направите. Не му слугувајте на Зоран Заев и сетете се на сликата на Катица Јанева со качулката. Сите така ќе завршите, вие што денеска му слугувате на Зоран Заев. Ги повикувам сите оние кои што денеска не се задоволни од ова што е политичко секојдневие, од политиките на Зоран Заев и владата која што е предводи СДСМ, да ни се придружат, без разлика дали биле политички определени, без разлика дали некогаш биле дел од ВМРО-ДПМН, па се налутиле, па се пазивизирале. Дојдете, придружете ни се, застанете рамо до рамо со нас. Ајде заедно да ја почнеме новата револуција во Македонија. Ајде заедно да ја почнеме економската револуција, социјалната револуција, револуцијата во земјоделието, револуцијата помеѓу младите, револуцијата на улиците, на булеварите, по домовите. Ајде да си ослободиме Македонија, затоа што после 12 април започнува обновата на нашата мила Македонија. Дојдете и придружете ни се, сите од прв до последен сте добронамерени. Дали сте македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, роми, власи и да ми простат сите останати. Дојдете, застанете со нас, да се бориме и да победиме. Победата е јасна и јасно се гледа на крајот од овој пат. 12 април е денот. 12 април е денот кога ќе ги поразиме толку жестоко што нема да знаат што ги страшло. Ајде заедно да ја победиме оваа влада во Македонија. Бидете дел од револуцијата предводена и наречена обнова на Македонија. Да сте ви здрави и живи.
da ste mi zdravi, živi i da mi je zdravo živo vekovito Skopje i Makedonija. I vam vodaremo srce.